Durmotur сам на себе си вршел технички преглед на возилата. Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека компанијата ги праќала автобусите на технички прегледи во автомотоздруженијето Ама за Гостивар, фирма во сопственост на истите газди. Оваа информација уште повеќе ја зголеми загриженоста кај јавноста дали автобусите на вистина биле проверени според сите прописи, дали биле технички исправни и смееле да возат или само формално ги поминувале контролите. Законот не им забранува на превозниците како Durmotur контролите да не може да ги вршат во истата фирма, но и не им наложува во вакви случаи да мораат да ги праќаат автобусите во други станици за технички преглед, па затоа со години ова било пракса не само на Durmotur, туку и на други превозници. Според податоците од Централниот регистар, лицето Дурмиш Белули ја основал Durmotur во октомври 1992 година, а 6 години подоцна во декември 1998 се јавува и како управител на автомотодруштвото во Гостивар, кое потоа било затворено. На официјалната интернет страница на Ама за Гостивар стои дека туристичката компанија Durmotur под раководство на браќата Белули повторно го ставиле Амаза во функција во ноември 2017 година. Од Државниот инспекторат за транспорт велат дека компанијата уредно поседувала 4 лиценци за превоз, 2 за внатрешен и 2 за надворешен транспорт. Овие лиценци имаат рок на траење од 5 години, а техничките прегледи се вршеле 2 пати годишно. Врз основа на потврдената техничка исправност на возилата, Министерството за транспорт ги издало лиценците за превоз. Durmotur оперирал со 40 лиценцирани автобуси.